Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Во денешнава емисија дознаваме за збирка рецепти кои Ненси ги запишала онака како што ги пренела нејзината баба Индика и ги објавила во книгата Indian Doctor Book, во кој има рецепти стари преку 200 години. Ке забележите дека многу од нив имаат заеднички карактеристики со некои од нашите традиционални народни лекарства. За чистење на крвта. Чешничињата од една главица лук се лупат, сечкаат и се преливаат со 250 мл ракија да отстои 10 дена. Се пијат по 20 капки секој ден редовно. За нервни заболувања. По 30 грама маточина, нане, корен од сина љубичица и камилица и 60 грама жолта топола, 1 грст валеријана и корен од селер. Мешавината се става во 3 литри чист джин и се чува 7 дена на сонце покрај оган лесно закопано. Се процедува и се додава 1 килограм меласа или жол шекер и 2 литри изворска вода. Се складира во шишиња и се пие секојдневно помалку. Облога за воспален бубрек. 4 грама масло од ружа и 8 грама бел восок, претходно измиен со ружина водичка, се растопува и меша. Со добиената мас се мачка деловите околу бубрекот. За зголемување на капацитетот на белите дробови. Често јадете суво грозје кое малку сте го провариле во бело вино. Направете сируп од исти делови на сок од зелка и мед. Варете на тивко постојано тргајќи ја пената. Сирупот е готов кога повеќе нема пена. Доволно е да се консумира по една лажица пред јадење. За воспалени бели дробови, крварење во белите дробови, се прави сируп од 30 грама корен од дрен, 15 грама корен од ловор, половина литар вода во која се вареле листови од хамамелис, дрво слично со нашиот лешник или дап, 1 литар црно вино и се засладува со мед. Се зема по една лажица на секои 10 минути, додека крварењето да се намали или не престане. Тогаш се зема 250 мл раствор од пивски квасец, кој се вари со 250 грама магдонос. 10 дена наутро и навечер се зема по една лажица. За отежнато дишење и краток здив. По 30 грама сув корен од анис, сув корен од бел слез, 250 грама корен од бозел и 2 литри благо вино. Да отстои кратко 24 часа па да се пие умерено секојдневно. Против астма. По 30 грама семе од лобелија, корен од бел слез, лук, по 250 грама цвет од бозел, мајчина душичка, корен од магдонос, корен од бозел и лист од жалфија. Се варат во 2 литри сладко вино и 3 литри вода, додека да се намали на половина. Потоа складирајте во шишиња. Се зема подолго време по половина лажица, 3 пати дневно, 1 час пред јадење. Со овој лек, според зборовите на бабата, се излекувале стотици индици. За главоболка. Колку и да била силна главоболката, кај индиците, помогал малку сок исцеден од засечено реваво дрво. За вагинален секрет. Сируп подготвен од еднакви делови, жалфија, невен, ајдучка трева, тегавец, лист од малина и ротквица.
Сето ова се готви во млака вода доволно долго додека да се добие екстракт. Потоа се процедува, на секој литар му се додава 500 грама чист мед и половина литар порто сладко вино. Се зема по 2 лажици 3 пати дневно пред јадење. За чистење и јакнење на организмот. Вообичаено користеле чај од шипки засладен со мед или сок од црна рибизла. За висока температура 500 грама кора од бреза, 250 грама корен од цвекло и 60 грама калоферче. Варете на умерена температура додека да зоврие. Потоа оставете да излади па додајте 2 литри сладко вино. Складирајте во шишиња. Употреба: по една лажица на секои 2 часа додека да дојде до препотување. Тој ден повеќе да не се консумира лекот. Против грозница кај доенче. Ставете поголем број парчиња и сечкана краставица на ленена крпа покрај доенчето кое спија има грозница. Грозницата ќе го напушти кога ќе се разбуди или ќе се намали. За празнење на цревата: по 2 лажици цвет од камилица, нане, семе од анис, кора од портокал, по 1 лажица кора од црна ива, имела, горчица, пчелин восок, босилек и половина лажица шафран. Прелите со домашна ракија. На 500 грама смеса 2 литри ракија да одстои на приближно телесна температура 6 дена. Се процедува и додава 200 грама шеќер на секои 2 литри течност. Се зема по мала лажичка 3 пати секој ден. Намалете ја дозата ако е потребно. Овој лек е добар за пореметување на желудникот или црниот дроб. Лекот е пренесуван од колено на колено и добро е да го има секое семејство. Против рахитис: пијте чај од жалфија и сладка папрат и спијте на постела направена од овие билки додека да оздравите. Мијте се често со сода бикарбона растворена во преврен јаболков сок или јаболкова киселина. За болести на црниот дроб: еднакви делови од домат, шафран, цимет, морско оревче и медуника. Направете екстрактот кој ќе направите капсули. Земајте по 3 до 5 дневно. Според исказот на бабата, непогрешливо делува. За изостанок на менструација: 3 дела мајчина душичка, 2 дела жалфија и 1 дел тегавец. Варете ги во млака вода додека силата да им излезе. Процедете и додајте малку порто вино или некое друго појако вино. Се зема по 1 мала шака 3 пати дневно. Против нагловост и вртоглавица: нашите баби се лекувале со масло од лук, а еве индијците како правеле. Исчистено чешне од лук го потопувате во мед и внимателно го ставате во увото за да можете следниот ден да го извадите. Не легнувајте на таа страна. Следната ноќ ставете во другото уво. Ова правете го 8 до 10 ноќи. Против прекумерено мокрење: земете пупки од дабови листови и сварете ги во бело вино. Потоа истолчете ги и направете облога која ќе ја ставите на болниот орган. Против отежнато мокрење: помешајте малку семе од копар, корен од бел слез, мајчина душичка, магданос и рен. Ставете во превриен јаболков сок и пијте по 1 чаша 3 пати дневно. За тумор на тестисите: помешајте 120 грама од следните видови брашно: јачмен, рж, лен и овес. Сето сварете го во пиво. Кога е готово, додадете 500 мл масло од камилица, ружа и кокос. Од сето тоа направете облога и ставете на болното место. За болно грло:
Варете ржано брашно во половина литар млеко 7 до 8 минути. Потоа додајте 2 главици крин и направете облога. Млаката облога нанесете ја околу грлото, делува извонредно. За гнојна ангина, истолчете во прав малку шафран и сува мајчина душичка, па измешајте ги со топла вода. Болниот мора често да го испира грлото со оваа мешавина. За воспалени бели дробови и слезина, болниот мора често да пие чај од игирот, во кој сте додале малку шеќер. Овој чај предизвикува мокрење. Направете чај од магданос, кој болниот често ќе го пие, предизвикува потење. Исто така е добар за големи сипаници, бидејќи го чисти организмот од отрови. За полип во носот, секој ден мијте се надворешно со тинктура од лобелија и вшмркувајте прашок од еднакви делови од црвен корен, тегавец, ѓумбир, карамфилче и 2 семчиња лобелија. Тоа ќе го убие полипот, ќе го одвои од кивото. Полипот извлечете го, а потоа со прскалка нанесувајте тинктура од тегавец, додека не се залечи местото. Грчеви во стомакот. Ова е еден од најдобрите индиски лекови. Една количина нане и по половина количина од дневени ива се потопуваат во врела вода. Се пие 3 до 4 пати во текот на денот. Потоа се прави сируп од истите состојки и се засладува со мед. Се користи помалку секое утро. Афти во устата. Се мелат во прав еднакви делови од анис, мајчина душичка и семе од копар. 30 грама од оваа мешавина се меша со 30 грама истолчена стипса и 4 белки од јајце. Потоа сето се микса. Со оваа смеса се мачка устата и се остава да делува неколку минути, па се плакне. Постапката се повторува на секој час. За подобро паметење, малку козјо млеко се шмркува во носот неколку пати на ден, например 3 до 4 пати. За чиреви на кожата, малку пепел од дрво се меша со белка од јајце и малку масло од ружа. Сите состојки се мешаат па се прави облога. Се прави облога и од следниве состојки: трици, ленено семе, квасец, масло од камилица и кокос. Маст против чиреви. Кожата се мие со тинктура од лобелија секој ден и се мачка со маста по 60 грама од јавор, корен од тегавец, кора од бел бозел, корен од плава перуника. Се проваруваат па се цедат и мешаат со 1 кг свинска маст. Маст за рани. 500 грама путер, 100 грама истолчени листови од свеж бршлен и 100 грама истолчен свеж рузмарин. Ставете на оган да се растопи путерот, заедно со билките па процедете низ ленена крпа. Во путерот додајте 60 грама чист, терпентин и уште малку варетена тивко. Ова е прекрасна маз за сите видови рани, посекотини и контузии. Чести диареи. 100 мл ракија од линцура и 100 мл силен чај од дневени жалфија се мешаат, а на болниот му се дава по една лажица наутро пред јадење. По 2 часа треба да испие чаша млеко со малку сол или шеќер. За песок во жолчката. Неколку дена поред наутро се зема лек подготвен од 100 мл масло од тиква, 50 мл лимонов сок, 50 мл сок од црна ротквица и 100 грама толчен корен од чичок. На болниот често му се дава по лажичка од лекот со чаша чај од шипки. За отечено колено се користи свеж кравје измет кој се меша со винска киселина. Се прави облога и се фиксира на коленото, отокот напргу ќе исчезне. За болни отоци, трошки одржан леп и малку винска киселина заедно се варат. Топлата облога се става на болното место, па болката ќе се смири. Се варат и семе од коноп со овчо млеко, па се става како облога. Жолтица. Испечете цел лимон под жежок пепел, потоа исечете го и потопете го во бело вино,
кое болниот мора да го пие помалку наутро на празен стомак. Крупен црвен кромит се длаби не од коренот, туку од страната каде расте стракот, па внатре се става една лажица меласа, се пече покрај оган на топла пепел во рерна на умерена температура и се внимава да не се препече. Потоа низ ленена крпа или густа газа се цеди, а сокот го пие болниот секој утро пред јадење во текот на 20 дена. Главоболки, миење на нозите со млака вода и облози од свежи листови од винова лоза. Крварење од нос. Капнете јаболкова киселина во увод од страната на носот од каде тече крв. Заматеност на очите. Се прави чај од Магдонос и чај од камилица. Добро се мешат па се плакнат очите надворешно. Гастритис. Се става облога на стомакот од сварен тегавец и морков во однос 1:1. Во 1 литар чист алкохол се става 10 грама лобелија, 15 грама бела репка, 15 грама нане и 1 грст бел слез. Се остава 24 часа па се користи по една лажица. Чистење на црниот дроп од отрови. По 1 грст тегавец, жалфија и подбел се толчат во прав. Потоа се мешаат во 1 литар бело вино. Се размешува и се процедува низ чиста ткаенина. Болниот пие 3 дена од ова вино, наутро пред јадење. 2 часа не смее да јаде после тоа. Хемороиди се мачка маст приготвена на следниот начин. Се варат еднакви делови од корен од жалфија, Магдонос, хелјда, бозел, путер, истовремено се пие и чај од корен од хелјда. За внатрешни хемороиди со памучна ткаенина памук се нанесува балсам од ареб бор и се пие чај од ариш секоја вечер. Против обстипација, еднакви делови од камилица, горчица, женшен, бела репка и домат се варат во малку топла вода до густина на пресно млеко. Потоа се додава домашно црно вино, 1/4 од количината. Се складира во шише. Се пие по една лажица 3 пати на ден пред јадење. Ова медицина ја користеле сите индици, од најмладиот до најстариот. Против калуси се прави каша од еднакви делови маслиново масло и жолчка од јајце. Се мачка калусот на ногата 3 пати на ден. Оваа каша може да се нанесува секој ден или секој втор ден, иако подобрување има уште од првиот ден. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.